Сотир Лукровски е дипломиран економист, инаку помошник директор за маркетинг и продажба во Алкалоид Скопје. Како своји најбитни карактеристики ги наведува: амбиција и упорност, добар е во индивидуална и тимска работа, желба за професионален и личен развој, креативност и колегијалност, способност за работа под притисок и во кратки рокови, успешно справување и можности за работа во мултиетнички и мултикултурен тим и средина, добри говорнички и презентацијски вештини, одговорен однос кон поставените задачи и воспоставување приоритет при нивното извршување. Ја добивте довербата од партијата. Зошто сметате дека ја заслужувате и од граѓаните? Пред се Карпошанец. Да имаме градоначалник Карпошанец, човек роден во Карпош, до ден денеска во Карпош, целиот свој живот поминат во Карпош, човек што ги знае добро приликите на општината, потребите и така натаму. Човек кој е изграден семено, кариерно, па и материјално, така да на една возраст каде што сметам дека секој во одреден период од своето живење треба да даде одреден придонес за општественото живење, за кон својата општина, преку тоа кон својата држава. Така да имате човек кој е веќе со некакво искуство и во едно животно доба, кога е со многу животни прилики поминати, така да се решив овој пат да се занимавам со општествени проблеми, човек кој доаѓа од реалниот сектор, човек за кој нема нерешлив проблем, деновиве разговараме за ингеренции, за можности. Меѓутоа, мојот став е дека кога се сака, се може да се направи, така да ветувам на граѓаните работа, честност, транспарентност. Моето животно мото е ред, работа и дисциплина. Така живеам до сега, така планирам да продолжам. Јас сум еден од граѓаните, нивниот избор, го живеам Карпош секојдневно. Човек кој до сега не се занимавал со јавна функција, не сум од оние кои години живеат од државните пари на некој начин. Сакам да придонесам и се надевам дека граѓаните ќе направат правилен избор и ќе ми ја дадат можноста да заедно со сите нив направиме нешто за поубава општина Карпош. Каква ќе биде вашата кампања? Мојата кампања е веќе поодамна почната, некој ќе кажа дека рано, меѓутоа со моето објавување негде уште чинам беше на 6 јули, кампањата на некој начин започна, не можете да останете инфериорен и да седите дома, така да покрај сите обврски имав досега мноштво на средби со граѓани, пробувам да ги опфатам сите категории на граѓани, значи од најраната возраст преку образованието, преку предшколските установи, па се до оние кои се во третото добо, односно пензионерите, така да има веќе средба со луѓето кои работат во образование, со неколку групации на пензионери, да ги слушнам нивните потреби. Имавме средби со луѓето кои се занимаваат со бизнис во нашата општина, ајде да речеме бизнис заедницата, направивме трибини, здравствени, бизнис заедница, да ги видиме потребите, да ги видиме можностите, на кој начин може општинската или локалната власт да придонесе во сите оние сфери на живење. Тука се здруженијата исто на граѓани, пред се оние кои се занимаваат со потребите на луѓето, нели здруженија на одредени групации на луѓе со хендикеп, здруженија на луѓе со кои се одредени пациенти, групации, па се до оние кои се љубители на животните, велиме, оние кои не ги сакаат животните, не ги сакаат ни луѓето, така да имаме проблем во Карпош, како и сегде со бездомните животни, и тука нудиме решенија. Воедно, одговорот на вашето прашање е дека мојата кампања ќе биде работа. Да покажеме дека уште сега и во кампањата знаеме да ги терминираме проблемите и можеме да понудиме решение. Јас не сум човек што сака црнила, мислам на сите доволно ни јасно каква ни е состојбата во општината, така да од мене нема да видите оние, како ги велат популарно, црни кампањи. Јас не планирам да се сликам покрај пожари, ѓубриња и така натаму. Дајте да направиме нешто, да покажеме визија како ќе биде од денот после изборите.
Која ќе биде првата работа што ќе ја направите откако ќе станете градоначелник? Па прво би сакал да се запознам со тимот со кој ќе работам. Со сите оние оделенија кои постојат во општината, така да ги запознам вработените. Ќе ни треба сигурно малку време да привикнеме едни на други, да ги видам човечките ресурси, капацитетите, да ги слушнам нивните досегашни искуства, предлози, така да јас сум од оние кои работат тимски. Нормално е дека ние како единки не знаеме се и не сме стручни во сите сфери, во секоја сфера, така да по одредени проблематики ќе сакам прво да разговарам во еден период со вработените и имам исто потреба, желба да во најскоро време или по доаѓањето да се сретнам и со сите оние кои веќе биле на градоначалничката функција, доколку има интерес да направиме првично еден состанок, со некој се познам, со некој не се познам, ќе ми значи нивното мислење, поминале одреден период, некои по неколку мандати во општината, сите оние проекти кои биле зацртани пред мене, нормално дека кои се оправдани, кои се за доброто на општината ќе бидат поддржани од мене и ќе продолжат, така да би сакал да испијам едно кафете, прво да кажеме со некогашните градоначалници. На што имате најголема забелешка на работата на досегашниот градоначалник? Повеќе би одговорил како граѓанин, да. Општо познато се, ние правевме и анкети, тоа ми се потврдува, значи сето она што ние го живееме, со кое се судруваме во секојдневното живење со соседите во општината, јавното мислење е испитано и истото како на моето лично, тоа е сметот како број 1, значи и денојуве гледаме што ни се случува. Се надевам дека со новата општинска власт ќе имаме и нов градоначалник на градот Скопје, имаме владата, централната власт, така да се надевам дека ќе смогнеме сила да прво го исчистиме градот и нормално мојата општина. Тука има уште неколку точки, бетонизација, популарно наречена, колку вака неубаво да звучи, меѓутоа тоа е она што замерат граѓаните, ќе речам, пак неконтролираното градење, паркингот е проблем, повторно ќе ги спомнам кучињата, скитници, загадувањето, значи тоа се оние работи кои до сега, ете да речеме, претходно можда и не се успевало баш најдобро да се изменаџира. Кои конкретни мерки ги планирате за младите со цел да ги задржите во општината? Младите се посебен фокус. Не знам дали споменав, јас сум татко на 3 деца во најразлични возрасти, имам 2 ќерки полнолетни, син кој е сега во средното образование, така да младите ќе ни бидат фокус. Сакам да ги слушнам проблемите директно од интересните групи. Со младите да разговараме за проблемите на младите, за спортот со спортистите и така натаму. Со идеја сум да направиме еден младински форум во кој најдиректен начин ќе ги слушнеме проблемите на младите, така и ќе одговориме. Во програмата предвидуваме грижа за младите во секоја возраст, значи од самото раѓање преку ние од субвенции за новороденче, па да ги поддржиме младите брачни парови во предшколската возраст со одредени субвенции, бенефиции од типот ранчиња, хигиенски средства за во градинките, истото да продолжи и во основното образование за овие повозрастните, да возможиме простор каде што ќе можат пред се да се искажат. Веќе по 18-та година да субвенционираме да полесно дојдат до возачки дозволи, да субвенционираме во нивните потреби за велосипеди, за тротинети, да можат по едноставно да функционираат во сообраќајот, да стимулираме брачни парови, да помогнеме брачната заедница. Знаеме сите, демографијата ќе ни биде ние и ќе ни биде се поголем проблем, така да со некои програми за субвенционирање на купување на станови и така натаму, така да тоа е еден сет на мерки каде што во секоја возраст на младите ќе допринесеме да не се чувствуваат сами во општество, дека некој води грижа за нив. Граѓаните се жалат, обично во секоја општина, од нехигиената во внатрешните делови, кои се пак под ингеренција на општината. Дали имате конкретни планови како ќе овозможите здрава и чиста животна средина? Од моите сознанија,
имаме една бројка на луѓе кои се грижат за хигиената преку договори со општината. Таа е некоја бројка од 90 до 130 вработени. Располага општината со одреден потенцијал во делот на опрема, возила, косилици и така натаму, така да сметам дека се одвојува голем буџет и досега, така и ќе продолжиме. Ние мора да го извлечеме најдоброто од администрацијата и најдоброто од оние луѓе кои ги ангажираме договорно. Предпоставам со еден добар план, со една добра контрола и со она што располагаме, а тоа се немалку луѓе, значи рековме околу 100, и со опрема која ќе ја затекнеме, се надевам ќе имаме можност, ќе биде во добра финансиска кондиција општината да набавиме и нови возила и опрема.